Оставка! 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 Запишав неколку ствари што сакам да ги споделам, а уствари ова се работи кои што ги научив на последните години на улиците на Скопје протестирајќи. Така да мислам дека ова се работи што уствари сите ние заедно ги мислиме и кажуваме. Вчерашната вест за оставките дојде многу доцна и буквално и фигуративно. Буквално доцна во ноќта, кога бевме по улиците во скопските кафулиња, се почувствува една слобода која што не ја почувствувала многу одамна. Насмејани и опуштени луѓе со искрени насмевки и вистинска среќа, барем за момент. Некако како да научивме и се навикнавме да живееме во терор, во секојдневен страв и под стрес за нешто не ни се случи, дали на нас или на нашите најблиски. Точно и во фигуративна смисла, затоа што оставката прва на нелегитимната министерка дојде точно 7-4 години, а може и повеќе. Повеќе! Пушт криминелјак! Се прашувам што ќе беше различно и колку животи ќе се поштедеа и колку судбини ќе беа различни и поубави ако она дадеше оставка од времето од кога ние тоа го бараме. Само да се заминеше од нејзината функција. Сепак, она вчера не е доволно. Ние остануваме секој ден во 6, се додека не бидат исполнети следниве барања. Оставка на целата влада. Не само политичка, туку и правна одговорност за сите криминали, корупција и противуставно делување. Политичките затвореници и нашите другари демонстранти кои што се се уште во притвор. Демократизација на институциите преку поинаква влада. Нешто сакам да нагласам што јас лично сметам дека е многу битно, се надевам и сите вие. Откако ќе се исполнат сите овие наши барања, без компромис, нашата граѓанска одговорност продолжува. Одговорност повторно да изградиме држава, во која ќе живееме слободни и среќни, без да забораваме на катастрофата што сега ја живееме. И сложно никогаш да не дозволиме да ни се повтори. Одговорност да изгласаме влада која ќе се плаши од нас, а не ние од неа. Затоа што будно ќе го следиме секој нејзин шефор и ќе делуваме корективно. Поради сево ова и поради вчерашните оставки,
Никој повеќе не може да ви каже дека џабе протестирате. Но доколку некој ви го каже тоа, јас ќе им го кажам, доколку некој ми го каже тоа, јас ќе им го кажам она што им го кажував досега. Џабе вие седите дома и дремете по кафиња. Кога некој друг управува со вашите иднини и со судбините на вашите најмили. Не чекајте други да ги решаваат вашите проблеми и да ги водат вашите битки. Почнете од себе си и бидете промената која сакате да ја видите. Ние ќе победиме затоа што ние сме во право. Ние секој ден сме се повеќе и повеќе. Ние, граѓаните, кои се бориме за подобро утре на сите, почнавме со победите и нема да завршиме се додека неправдите продолжуваат. Ви честитам за вчерашната победа на сите. И продолжуваме понатаму. За Мартин, за Тамара, за жртвите во Куманово, за Скопје кој ни го силува, за образованието, за здравството, за човечијата, за болката, стравот, понижувањето која ги посеа за 10 години од животите што не ги уништија.